Еве не во оброкот на денот, нови минути во кои што ќе понудиме и нов рецепт. Овој пат ќе биде смути, можеби навидум едноставно и лесно, и да, тоа ни е целта, да понудиме токму такви рецепти кои што ќе можете буквално во било кој период од денот да си ги подготвите. Ирина Лазарова, директно од Струмица, утрово ни е заедно со нас, со цела логистика. Фала за сите кои што се погрижија Ирина да ни е тука денес. Ирина, добре ни дојде. Благодарам, Цеца, добро ве најдов. Денеска малку онака турбо, ама добро е, важно стигнавме. Добро ќе почне и неделата и денот, така? Да, бога ми да. По пат едноставно да се стигне до Скопје, ама гужвата е најмногу во Скопје. Тоа секогаш велиме, Ирина, така? Да. Меѓутоа, добро, кога се доаѓа за ваков повод, мислам дека не е воопшто проблем и малку гужва да се издржи. Добро, важно е дека си ни тука, важно е дека си ни во кујната и она што ќе го подготвиме е смути. Односно ќе правиме денеска кремасто смути од портокал. Со ова смути всушност ќе направиме еден мини оброк кој што може да биде исто така и ужина. Меѓутоа еве ќе го дадеме ние како предлог ужина, а можам да спомнам и за додатоци кои што би го направиле комплетен оброк. Да биде целосен оброк. Да, доколку некој сака нели да го искористи овој брз појадок, да речем. Смутито го одбрав затоа што се наоѓаме во период на настинки. Значи имаме доста голем број на вируси кои што кружат во периодот. И со ова смути ќе ги задоволиме дневните потреби за С витамин. Така што добра опција е доколку некој се наоѓа во период на настинка да го проба ова смути, за да доколку нели избегнуваме да внесуваме дополнителна суплементација, на природен начин да внесеме витамини, а и да се освежиме. Да, па ние утрово веќе со колегите од или наши соработници од итната медицинска помош споменавме дека веќе таа суплементација, ако голем дел од нас ја практикуваат, треба да е започната. Да. Така што зошто да одиме со вештачки начин кога можеме на природен начин да ги искористиме бенефитите од овошјето кое што го имаме во изобилие би рекла. Да. Ќе споменеме кои ни се намирниците и ни донеса замрзната банана. Многу често ќе се служиш сега и од твоето искуство како нутриционист. Мислам дека полека ги менуваме навиките во однос на тоа што значи нели бананата и незината примена и дека нели малку по како ја велат скапана, меѓутоа таа не е скапана, позрела банана е всушност и многу поздрава. И некогаш се вели дека во таква форма најзрела треба да ја замрзнеме, а не да ја фрлиме или да не ја искористиме, затоа што бенефитите се уште поголеми. Ајде малку етуцирање на тоа поле во поглед на бананата и незината зрелост и што значи или колку е добро да користиме и замрзнати банани. Така, бананата доколку е малку позелена, има понизок гликемиски индекс, односно ја прави подобра за лица кои што имаат инсулинска резистенција или пак имаат диабет. Додека бананата која што веќе има кафеави дамки, односно е веќе зрела или презреана, е всушност банана која што има повисок гликемиски индекс и како таква баш и не се препорачува за конзумирање кај лица кои што имаат проблем со регулирање на шеќерот во крвта. Меѓутоа, доколку немате проблем, ова е идеална опција да ја искористите и да не ја фрлите оваа банана, туку да ја спремите во вид на банана лепче или во некоја смути. Јас најчесто користам банани буквално во секоја фаза од нивната зрелост. Многу често знам со скроз темна банана да направам банана лепче кое што излегува навистина многу вкусно и нема потреба да се додава дополнителен засладувач. Да. Овдека ја користиме бананата во замрзната форма заради самата текстура на смутито, односно колку е по-замрзната била претходно, јас ова ја спремив од вчера, значи остана во замрзнувач, меѓутоа секогаш доколку ја замрзнувате, потребно е да биде насецкана за полесно да се изблендира. Јас еднаш направив една гришка со лушпа ја замрзнав. Така и потоа не може беше предизвик да ја извадиме лушпата. Да. Така што еве нека биде тоа совет за оние кои што прв пат може ќе пробуваат да замрзнуваат банана, а потоа да сакаат да ја користат, значи да се биде излупена и сецкана уште полесно и да, многу полесно ќе се изблендира, а доаѓа многу по-кремаста и самата текстура на смутито. Обично оние смути чини кои што ги следиме на Инстаграма се тренди оброци, секогаш делуваат многу густо, дури во вид на сладолед ги сервираат. Тоа е резултат на замрзнатата банана. Самата замрзната банана или било кое друго замрзнато овошје кое што би било основа на самото смути, доколку е претходно замрзнато, па потоа го искористите, ја дава она баш кремаста структура. Одлично. Ајде да преминеме во подготовка
подготовка, што се од намирници ни е потребно? Тука имаме веќе замрзнатата банана. Така, ќе искористиме еден цел портокал. Добра. Бидејќи со еден цел портокал всушност задоволуваме околу 170% од дневните потреби Ирина, за С витамин. колку е потребно на организмот дневно да внесува витамин С? И дали ако ја преминеме таа граница, дали може би правиме лошо на телото и на здравјето? Може Затоа да што се сега имаме случи. во изобилие и портокали, и лимони, или некогаш знаеме повеќе да конзумираме. Многу се ретки случаите каде што се јавило некое предозирање со витамин С, меѓутоа тоа може да се случи генерално доколку употребувате суплементација на своја рака, односно земате повеќе од колку што треба. Ние често знаеме кога сме во период на вируси и настинки да пиеме витамин С од 1000, на пример, меѓутоа тоа не е секогаш нели добрата опција затоа што може да се случи да се појави сувост на кожата, особено околу делот на носот и устата и тука веќе се првите знаци се дека се предозирале со С витамин. Меѓутоа многу се ретки таквите случаи, бидејќи ретко кој од нас успева да ги конзумира сите овошје и зеленчуци, па така да убаво е да ги внесуваме и вака на природен начин 100 мг значи С витамин нема да ви штетат, а многу ќе ви помогнат во борбата против сите оние вируси и бактерии кои што кружат. Така е. Ајде да преминеме на подготовка, во меѓувреме ќе си правиме и разговор, значи само да споделиме што се од намирници ни е потребно, иако рецептот ќе оди и испишан на екранот. Во бананите сега додавам сокот исцеден портокал, ова е свеж одцеден портокал кој што утрово го спремив. Добра. Исто така може да се послужам со ова. Слободно. Ќе оставаме свежиот портокал, така што значи и цеден сок и еден свеж портокал, да. Добра. Исто така, доколку сакате ова да биде целосен оброк, се додава грчки јогурт за да имаме дополнителен внес на протеини. Ние денес ќе користиме кокосово млеко од конзерва заедно со малку погустиот дел, за да ја добиеме она кремаста структура, бидејќи мене кокосот во последно време ми е некако омилен, па малку го фаворизираш. Да, го фаворизирам и го користам многу почесто. Па може да споменеме и за неговите бенефити по однос на здравјето? Така, кокосовото млеко има доста е за мене лично е доста добар избор доколку некој сака да зголеми на тежина, да речеме, бидејќи е малку покалорично. Посебно ова, зборувам за млекото од конзерва, бидејќи има тоа е заедно со пулпата, како што гледате е доста густо. Доста е густо, да. Не е класично млеко кое што е онака. Сега јас овде половина конзерва ќе ја додадам. Добра. И по желба може да се додаде и арома ванила, доколку обожавате арома на ванила, меѓутоа еве јас денеска ќе го направиме само со кокос. Добра. И тоа е тоа? Да, ова е се. Доколку Добра. сакаме да биде комплетен оброк, нели може да се додаде и гранола, така што со гранолата би било еден целосен оброк во чинија. Супер. Ајде да го изблендираме. Кажи ми, ќе го сервираме во чинија или во чашка? Во чашка. Во чашка? Ова е веќе малку во потечна форма, така што ќе ги ставиме во чашка. Значи, доколку сакаат нашите гледачи да биде како оброк, може да додадат грчки јогурт или гранола, па на тој начин ќе биде и погусто и ќе можете тогаш да си го сервирате во тањирче, во чинија. Да, еве баш е густо. Да, ова е сега малце и бананите веќе не се толку замрзнати како што биле утрово, меѓутоа самата форма на ова смути може да дојде баш како сладолед, доколку да речеме го спремите веднаш откако ќе ја извадите замрзнатата банана и со неколку лажици гранола, ова би било одличен лесен појадок, а и секако богат со С витамин. Да. И многу убаво замириса и од бананата, и од кокосот, од кокосовото млеко и така натака. Ирина, оние кои што те познаваат и кои што ја следат твојата работа, знаат дека имаше зададено и прирачник за мали бебиња, во однос на тоа нели како да ги мотивираме мајките и родителите генерално да им нудат нели здрави оброци на своите дечиња. Како стоиш на тоа поле во поглед на твоите совети и рецепти што се случува кога станува збор за малите деца? Така, во моментов активен за прв пат е и курсот за воведување на цврста храна кај доенчиња.
Работата со прирачникот излезе онака ми даде некоја дополнителна идеја дека е убаво да се почне и со курс, бидејќи со многу мајки работев и индивидуално. Па ете сега веќе доби некоја формална форма. Започнува курсот од 18 ноември и ќе работиме индивидуално со мајки на воведување на цврстата храна, а ќе работиме нели на тоа како да ги научат своите деца уште од мали нозе да јадат се она што е потребно, да немаме нели такви пребирливи деца, дечиња, и секако да поставиме некоја основа за поздрава генерација, бидејќи гледаме што се случува и навистина вреди да вложуваме во нашите деца и во нивното здравје. Мислам дека се повеќе родители гледаат да бидат тоа органски производи, да биде тоа здраво, меѓутоа сега не знаме како и во Струмица, колку се и таму родителите се повеќе свесни за тоа колку е важно на детинцето уште од рана возраст да му понудите квалитетна храна. Така. Сите се веќе во тој тренд, да речам, сите истражуваат. Да, и тоа е нов тренд, ќе се сложиш. Кога станува збор за бебиња, тоа се сензитивна категорија. Јас секогаш кажувам дека секој му мисли добро на своето дете и навистина мајките веќе стануваат многу поизбирливи во однос на информации на кои што им веруваат и затоа многу е важно нели да се понуди таква опција, да добијат информации од вистинско место, од проверени студии, да не се нели некои застарени факти, бидејќи кај нас за жал се уште кружат многу застарени информации во однос на воведувањето на цврста храна и општо во исхраната на децата. Многу теми кои што се актуелни, кои што јас и моите колеги на пример често ги спомнуваме. За жал постои голема неедукација кај населението. Не се многу информирани и затоа се трудиме некако да ја подигнеме таа свест. Па се надевам дека и прирачникот беше се распродаде буквално целиот тираж, така што сега со курсот се надевам дека ќе имам и можност да работам и малку поодблиску со што повеќе мајки. Ќе биде онлайн курс или ќе биде со физичко присуство? За знаеме дали ќе биде само за оние кои што се во поблиска твоја близина некаде во Струмица или не, курсот ќе биде онлайн, ќе се договараме за термини, со кои што ќе работиме со мајките и тоа ќе биде во периодот на воведување на храна, така што ќе им биде од корист бидејќи гледајќи како делуваше прирачникот, секогаш добивав пораки, ама сега ова како, и си дојдов до идеја зошто да не работам индивидуално со тие мајки кои што навистина сакаат да внимаваат на тоа како ќе им ги воведат сите намирници на своите деца. Дали ова добар оброк и за децата? Сега не зборам за тие од 6 месеци, меѓутоа генерално за малите дечиња, затоа што убаво е кога ако наутро практикуваат родителите да си направат вакво смути, да биде на пример тоа еднакво понудено нели и на сите членови во семејството и на дечињата. Сите оброци кои што гледам да ги представувам се за цело семејство, така што слободно може да ги конзумираат и деца. Одлично. Ирина, ти благодарам многу. Времето ни е толку, но јас се надевам дека успеавме да опфатиме се што треба и во поглед на овој денешен рецепт, но и во поглед на овие новитети кои што ги имаш ти. Продолжуваш и понатаму да функционираш како нутриционист, најмногу во регионот на Струмица и околните градови. Само да потсетиме како е твојот профил по социјалните мрежи за оние кои што сакаат да те пронајдат. Диет центар Нутрикоуч, може да ме најдат на Инстаграм, на Фејсбук, било каде. И таму да си споделувате заеднички идеи и рецепти за тоа како треба да се исхрануваме. Ирина, ти благодарам. Ти благодарам за поканата, Цеце. Останете на Тилма, утринската продолжува се до 10 часот, следува Горан во новото издание на Да си кажеме.